Добре дојде во студио за Јаким Неделков, прв човек на СОНГ. Господин Неделков, постојат различни информации дека она можеби клучна информација е и интригантна се разбира дека штрајкот всушност се одвива во албанските училишта, но не и во македонските. Имаше неколку такви дури текстови во Нова, албанските професори, наставници, учители се многу похрабри од нивните македонски колеги. Пред се добре ве најдов. Ви благодариме што дојдовте. Честитката што ми ја посакавте, добре дојде. Ние пред да започне штрајкот на 20 јануари изреагиравме на излегувањето на медиумите огромен број на градоначалници кои кажаа дека во нивните општини ќе нема штрајк, дека училиштата се подготвени, така натака и така натака. Тоа беше јасен сигнал дека ќе се изврши жесток притисок врз членството на СОНГ да не влезе во штрајк. Уште тогаш ние со јавно соопштение во медиумите излеговме со став дека на 20 јануари ќе се види притисоците најмногу врз кое членство ќе бидат, што се испостави дека коалиционите партнери веројатно имаат некаква стратегија како полесно да го разбијат СОНГ. Коалиционите кои велите мислите на владината коалиција? Секако дека на владината коалиција, бидејќи владата, односно владината коалиција нема интерес СОНГ да биде во штрајк, нема интерес дел од реформите кои што ние ги цениме дека не идат во правец на унапредување на воспитно-образовниот процес. Тие упорно ги туркаат тие реформи такви како што се. Значи, ние всушност си претпоставувавме дека ќе се изврши жесток притисок. Меѓутоа, оваа нивна стратегија која што води кон разбивање на единството на СОНГ, ние ја прочитавме и сега практично така е на терен. Огромниот дел на штрајкувачи се од албанската националност, меѓутоа не би се сложил дека нема и македонци, турци, власи, роми кои што штрајкуваат. Има, меѓутоа во релативно помал број, односно процент. Веројатно тоа е стратегијата да внатре во синдикатот се создаде неединство на национална основа. Сето тоа што ние со години го градевме мултиетнички синдикат кој што е пример и за државните органи за државата како може да се функционира заедничко без разлика кој од каква нација е. Веројатно и на некој можеби тоа му пречи, па сакаат тука во тој дел да не раздвои за да се обидат. Но и успеале го разбиле тоа единство. Не е точно дека го разбиле, значи ние сме свесни на притисоците кои што ги има дел од нашите членови кои што не се во штрајк. За таа работа имаат разбирање колегите албанци, знаат за што се работи, тие никогаш нема да подлегнат на вакви сценарија кои што сакаат да го раздвојат СОНГ. Ајде кажете ми, ве молам, кои се образложенијата, аргументите на штрајк брехерите? Па ние во изминатиот период си наслушавме и си начитавме, односно си наслушавме читачите на телевизија како излагаат и како кажуваат зошто не се во штрајк. Значи, од некој кој не може да претпоставиме од каде, се пишуваат готови текстови кои што одредена групација на луѓе излагаат на телевизија и кажуваат дека овој штрајк не треба да биде затоа што е личен интерес на раководството на СОНГ и на председателот на СОНГ, кои што тоа го прават само заради престојните избори кои што ќе бидат во септември, кажува наскоро. Имате партиска книжка? Тоа сакаа да кажат? Дали тоа е вистина? Не знам што сакаа да кажат, сакаа да кажат дека ова го правам само заради себе, заради мојот рейтинг, кревање на мојот рейтинг на избори, односно да се кандидирам и да добијам на следните избори. Имате ли опозицијска книжка на СДСМ? Значи, имам само една книжка, тоа е синдикалната книжка на СОНГ. Велите сте гледале на телевизија и сте читале и велите дека од кој знае кои кујни нивните аргументи се напишани, односно рековте знаеме од чии кујни. Поставуваме, да. Што е вашата претпоставка? Па дека со тоа сака да се дисквалификува институцијата председател на СОНГ и председател за кујните прашувам. Па има разни кујни, има народни кујни, има социјални кујни, има политички, партиски кујни, така натака. Значи, една од кујните веројатно сервира вакви гнасни измислотини, кои што се пуштаат во јавноста и се пласира кај така наречените наши членови, кои што ја конзумираат таа гнасна храна и излагаат во јавноста и кажуваат тоа што не е за кажување. Односно, нивно право е да кажуваат, наше право е ние да се заштитиме во однос на
правниот систем во Република Македонија и секој оној кој што клевети организација, институција, личност, ние ќе преземеме активности, ќе побараме пред судот се рачистат работите. Велите дека ќе ги тужите оние кои ве клеветат. Да. Добро, имавте ли со тие луѓе, со оние кои одбиваат да учествуваат во штрајкот, имавте ли средби? Не. Зошто не? Значи, Зошто не се обидувате да им ги изнесете вашите аргументи, причините за кои сметате дека е силно неопходно штрajkувањето? Значи немаме потреба за тоа, затоа што истите тие луѓе се изјаснија дека ги поддржуваат активностите на СОНГ, ги поддржуваат барањата на СОНГ. Сето тоа ние го имаме аргументирано во вид на записници со потписи од синдикалните организации, со потписи печат. Значи ова не дојде преку ноќ, не дојде за 24 часа на некој му текнало штрајк ќе прави во образование, наука и култура, него ова е процес кој што поодамна се подготвува. Значи, првите овие исти барања кои што се поставени на маса и во Министерството за труд и социјална политика, и на образование, и на култура, се доставени до истите овие ресорни министерства на 26 февруари 2014 година. Тогаш ние рековме, ајде да седнеме сериозно овие работи да ги решиме. Значи, одлука на Совет беше, тоа и документација може да се види, на овие прашања да се разговара со ресорните министерства. Од 26 февруари 2014 година, без малку една година. Значи, на никој тоа не му текна преку ноќ. Крајот на август месец, по истите овие барања, имавме јавна расправа во сите синдикални организации кои што се изјаснија, 87% се изјаснија за поддршка на активностите на овие барања. Но потоа ви го свртија гработ. За да гработ. истите тие после кажат не, сега председателот ова заради себе си го прави. Значи, тука е многу јасно дека истите тие преку ноќ нешто се случило кај нив и го прават тоа што го прават. Значи, тие се јавно осудени во синдикалните организации, јавно се осудени како луѓе, како личности, како... Така да, релативно е мал тој број на луѓе кои што тоа го прават од некои своји лични причини или не навлегувам какви, меѓутоа јасно е дека притисокот врз останатиот дел на нашето членство е жесток и затоа тоа и првото прашање што го поставите, мислам е јасно зашто не штрajkува. Да, што значи жесток притисок? Кои се методите заради кои и предпоставувам голем број на просветни работници подклекнале? Што е многу интересно, на ова прашање немаме ние одговор со докази. Значи, тоа толку се прави суптилно, толку се прави во четири очи или за затворени врати, каде што луѓето, излагајќи од, например, канцеларијата на директорот, излегуваат со плачење и воопште не сакаат да коментираат. Ние овие контакти што ги имаме со нашето членство и минатиот викенд значи бе во источниот дел на Република Македонија, кај што разговаравме со претседатели на синдикални организации, со претседатели на региони, велат има жестоки притисоци и тука завршува приказната. Значи, јас не знам, луѓето од човечки аспект ги разбирам дека имаат навистина жестоки притисоци, меѓутоа кои се тие притисоци, ние за да помогнеме тие мора да кажат какви се тие врз која основа. Можеме само повторно да кажам да предпоставуваме, меѓутоа материјален доказ за таа работа немаме, што не значи дека и ќе немаме. Сигурно ќе се одважат некои луѓе кои што ќе преговорат какви биле тие притисоци и повторно ќе кажам во оваа правна држава ние ќе го побараме правото преку судовите. Добро. Дали во моментов имате гостин од Брисел, тој е првиот човек на синдикатот за образование во Европа, Мартин Ромер. Да. Кои се поентите од неговите пораки? Дали тој имаше средби со просветните работници за да разговара и му ги изложат притисоците? Да, не е возможно да има помасовна работна средба со господинот Ромер. Ние во текот на вчерашниот ден и синоќ имавме дел од раководството на СОНК, имавме работна средба со господинот Ромер и со онаа документација што ја поседуваме околу социјалниот диалог, што е исклучително лоша порака за Европа да во Македонија нема социјален диалог. И човекот беше чудоневиден кога му кажувавме, иако информациите секојдневно ги испраќавме до него по писмен пат. Значи тој дојде со презнаење како да е и овдека, значи беше буквално за се информиран
Меѓутоа, недозволиво е според него, а исто така и според нас, ние тоа што го тврдиме, да во период на пред штрајк и за време штрајк да нема социјален диалог. Дали мислат актуелните ресорни министри дека со молк, со затворени врати ќе се надминат проблемите? Дали мислат дека тие проблеми ќе се стават под тепих па ќе ги снема наеднаш? Не. Само со социјален диалог, со искрена желба за решавање на проблемите можеме образованието, науката и културата да ги туркаме напред. Во спротивно, без нас, без наставниците, без културните работници, без научните работници, нема реформи. Ние сме тие кои што треба да ги спроведеме. Ако ние не сме задоволни од реформите, тогаш јасно е дека реформите ќе бидат неуспешни. Дали е тој еден вид преговарач, арбитар, посредник помеѓу вас и Министерството за образование? Значи, тој имаше вчера средба со евроамбасадорот Аиво Орав. Денеска има работна средба со министерот за образование Адеми и со министерот за труд и социјална политика господинот Диме Спасов, како ресорен министер за детската заштита за градинките, меѓутоа и како ресорен министер кој што има надлежности за воспоставување и негување на социјалниот диалог помеѓу два социјални партнери. Значи, може да се каже дека дојде во мисија да биде посредник, да биде медијатор на случувањата дека што се помеѓу нас два социјални партнери. Но дали и преговарач? Меѓутоа ќе го пренесе искуството од Европа, бидејќи јасно е дека и ние сакаме да влеземе во Европа, со ваков однос кон синдикатот сигурно извештаите ќе бидат многу лоши за Република Македонија. Со законите кои што важат во Европа за образование, со казните кои што ги има во образованието во Европа, односно ги нема, вакви казни како што се казните во Македонија. Но еден од законите во Македонија е и оној за промена на наставниците. Да. Тоа е закон кој што не е познат во Европа дефинитивно, таков закон. Дури господинот Ромер се зачуди, односно се запраша, не се сеќавам некаде дали има и во светот ваков закон. Закон со кој што ќе се ограничи правото на штрајк, односно на местото на штрајкувачите ќе се донесат нови работници. Тоа всушност и нашите домашни закони не го дозволуваат. Закон за привремено вработување не го дозволува тоа, децидно е напишано во тој закон. Уставот тука се погазува, меѓународните конвенции кои што ги има ратификувано Македонија не се почитуваат и така натака. Сето тоа господинот Ромер ќе го приизнесе, ќе го каже и на актуелниот министер за образование, секако и на министерот за труд и социјална политика. Имаше вчера информација од министерот за образование Адеми дека екстерното мора да се спроведе, доколку не биде спроведено во средните училишта, нема воопшто да добијат учениците дипломи. Како ќе се справите со таква ситуација? Значи, ние тука немаме никакви надлежности за спроведување на екстерното тестирање. Ако по закон Државниот испитен центар го спроведува екстерното тестирање во соработка со директорите и комисијата, училишната комисија, нека повелат, нека го спроведат екстерното тестирање и нека направат согласно законот. Ние отворено кажавме дека ние како синдикат сме во генерален штрајк, сите оние кои што се во генерален штрајк одат на работа, не ги извршуваат работните задачи. Тука нашата одговорност завршува во однос на екстерното тестирање. Нити сакаме да им се мешаме во нивната работа, како што не дозволуваме и тие да ни се мешаат во нашата работа. И нити најмалку сакам некој да не поврзе со манипулација на учениците, како што и така стоеше, ако не се лажам, во соопштението, и се да направиме учениците да се вратат, да полагаат и така натака. Апсолутно немаме никаква одговорност. Добро. Една од пресвртните моменти во поновата историја во Македонија секако е студентскиот марш, каде подоцна се придружија и професорите. Дали и вие бевте дел од овој марш? Не. Не? Зошто? Не. Затоа што е таа демократска организација која што си работи врз собствената платформа, со собствено убедување и тоа сакаат да се го направат сами. Ние... Не, тие ги повикаа сите граѓани, слободоумни граѓани, организации, издруженија, зошто не? Значи, ние многу внимаваме околу соработката, не дека пленумот е организација која што не треба да постои, да функционира, која што не треба да се брани, да си ги брани своите интереси, како професорскиот, така студентскиот и така натака. Меѓутоа, ова што ние сега го работиме од аспект на состојбите во основното и средното образование. За жал, високото образование
кога беше изјаснување околу генералниот штрајк, се тргна по настрана и не се изјаснија нити за некакви барања, нити за... Сега им враќате? Не им враќаме, меѓутоа не сакаме да не поврзува со организации каде што немаме директно правење договори. Ние поддршка даваме на секоја демократска организација која што се бори за спроведување на демократскиот процес во Македонија, по слободата на говор, слободата на изразувањето и така натака. Да. Меѓутоа за вакви масовни протести не сакавме во тој момент. Тоа не значи дека е исклучено па соработка со образовни институции, со пленуми и така натака. Не е ли многу подобро доколку бидете солидарни и се здружите во една заедничка поширока акција? Останува времето секако ќе има подобри резултати во таков Останува времето да покаже да се најдат впрочем и заедничките интереси помеѓу тие организации, да се најдеме кој зошто и како за да излеземе со јасен став и со јасна програма на делување. Вака избрзани чекори се многу погрешни. По мене во тој период, во тоа време кога преговорите беа во тек, кога очекувавме пат на преговори да се заокружи оваа работа, Советот на СОНК ценеше дека не е многу мудро да се влегува во таква авантура ли? Активност, во таква активност. Да. Ви благодарам што бевте гости. Благодарам јас.